Решението на тој проблем за да функционираме без кредити е многу едноставно. Трошиме прво на лепа, после на чоколада. Значи функционираме диаметрално различно од она што доскоро функционираше власта во Република Македонија. Што значи тоа? Тоа значи дека средствата кои што представуваат прилив за општина Струмица ги трошиме наменски, согласно приоритетите кои ги утврдуваме заедно со граѓаните на нашата општина Струмица. Најголем дел одат во инфраструктура, во поставување на водоводи, канализации, во осветлување, во раззеленување на нашата општина Струмица и секако другите приоритети кои што се утврдуваат, како што веќе кажав, заедно со граѓаните на општина Струмица. Така ги спомнуваме постојано граѓаните на општина Струмица. Спомнавме дека претходно пред да го започнеме разговорот дека да граѓаните на општина Струмица се секогаш овдека да сугерираат на општината што е она кое што им е приоритетно. Затоа беа формирани и форумите на заедницата каде што граѓаните директно ги поставуваа проектите кои што сакаат да бидат реализирани токму од буџетот на општина Струмица. Токму тие буџетски форуми и форуми на заедницата кои што ги организира општина Струмица се со цел да по пат на јавни повици, по пат на информирање на сите граѓани со покана да дојдат и да учествуваат и да видат каде ќе бидат потрошувани нивните пари во наредната година. Ние ги користиме сите можни начини, се со цел да граѓаните дојдат до нас, ги се обратат, ги кажат своите проекти или своите барања во своите микрорегиони, во своите мала, се со цел решавање на нивните проблеми. Практично и ние како општини, како градоначалници, како администрација или совет на општините постоиме токму за таа намена. Така, факт е дека во изминатите неколку години имаме мало закочување во стопанството, па колку е тоа тешко да една општина функционира без кредити, само имајќи ги оние приливи кои што знаеме сите од каде доаѓаат. Доброто менаџирање и добрата поставеност на раководството на една општина резултира со тоа дали општината ќе биде успешна или нема да биде успешна. Општина Струмица е добар пример и представува урник за сите општини во Република Македонија како треба да се менаџира со приватниот сектор. Токму тука лежи клучот на успехот на нашата општина. Доброто менаџирање со приватниот сектор, тоа значи давање на коректни и добри фер услови спрема стопанството, се со цел да обезбедиме прилив за општината во такви услови во кои што се наоѓа нашата држава.